Дел од парите се исплатија некој месец подоцна кога се виде дека јавниот превоз не може да функционира без приватните превозници, дека мора да се обезбедат средства за да се платат, па се потпишаат цесии, па се објави нов оглас на кој што исто направи криминал. Го имам спомнато. Каков криминал конкретно? Еве конкретно ќе го спомнам. Од овде ќе на допрен глас од институција. Да, нека иде на допрен. Ако еднаш ви се раскине договорот од град Скопје, така, не смеете 2 години како фирма да конкурирате и да добиете повторно право да вршите јавен превоз. Меѓутоа, таа го прекрши бидејќи тие фирми имаа сите склучен договор со градот Скопје. И таа го раскина тој договор. И не смееше повторно да ги вклучи истите фирми. Таа го направи. Ако има потреба, може, нека се отворат тетратките, нека се отворат одлуките да се видат и ќе се видат кој и зошто го направила тоа. Со кој интерес направи да градот остане со месеци без комплетен јавен превоз, за да повторно го направи истото и продолжи. Нели викаше сме возеле стари автобуси, сме под истите услови, истиот тендер без ни една точка и запирка повторно го објави, на кој што влегоа истите превозници кои што беа и пред тоа, само го немаше Ленин Јовановски и брат му на Кема Мурич.